Се издигнува новиот храм кој кавадарчани го посветија на заштитничката на градот Света Петка. Во византијски стил, како што доликува на традицијата, црквата се гради, градбата е стигната до карабина. Црквата посветена на Света Петка, во новиот центар на Кавадарци, со благослов на Македонската православна црква, ја гради локалната бизнис заедница. Проблеми немавме, меѓутоа се споударивме со малку остапување на финансиска конструкција, затоа што сега знаете дека се што се работи рачно зависи од многу работи. Секој материјал што е одбран за црквата и што е вграден во самата црква е претпазливо биран, односно само трвентинот кој што сега се вградува како камен во црквата е одбран од Бешиште. Тоа е Мариовско, се наоѓа од 45 км од Прилеп. Црквата е гради искусната тајфа на мајсторот Ристо Гроздановски од Мала Преспа, Албанија, составена од 9 мајстори, специјалисти за зидање со камен. Името на црквата не е ничија желба. Едноставно, при одлучувањето на кој светец ќе биде посветена е испочитувана традицијата. Сакавме малку историјата да ја продлабочиме и да сето тоа се темели на нешто што претходно е издржано. Односно, дојдовме до заклучок дека во Кавадарци пред постоечкиот храм Свети Димитрија постојала црква посветена на Света Петка. Доказ за тоа е и престолот во Свети Димитрија на Света Петка. Македонецот секогаш е подготвен да учествува во изградба на храмови и во најтешки времиња нашите предци граделе цркви и манастири, вели митрополитот на Повардарската епархија господин Агатангел. Тој е благодарен на бизнис заедницата во Кавадарци што ја возобнови идејата за изградба на нова црква, која пред 20 години почна да се гради на истата локација, но тогаш се остана само на темелите. Сега доаѓаат убавите работи во црквата, иконостасот, фрескоживописот, иконите. После една крстилна, па другата, другиот параклис и така натака, 2 параклиси имаме одма до црквата. Едниот параклис ќе биде посветен на Свети Климент, бидејќи првото осветување на тие темели што ги осветил дедо Михаил, биле Свети Климент, еве са имаме параклис на него и едниот ќе биде на Свети Јован Крстител. Општината бесплатно и го отстапи градежното земјиште на МПЦ на трајно користење. Изградбата на црквата ја помага бизнис заедницата во градот. Пени индустрии Кожувчанка се меѓу поголемите донатори. Има и граѓани кои со лични донации сакаат да го помогнат довршувањето на верскиот објект, со цел во него да се случуваат што поголем број на венчавки и крштевки. Верниците во градот пак рекоа дека храмот ќе им биде многу поблизок до домовите, особено на тие што живеат во новиот дел на излезот од Кавадарци кон Росоман и кон Неготино. Ваква црква, како што ја градиме ние сега во Кавадарци, на друго место не се гради. Не сега може би некаде се гради помало некој црквиче така со камен, но овој стил, старовизанти, старомакедонски стил, мислам, немам видено некаде. Во Македонија немам видено. Затоа ми исполнета душата и многу сум радосен. И еве сите можности, сите средства што ги собираме во епархијава, се што ќе остане вишокот од она што ни е предвидено за секојдневни трошкови, го даваме таму. Очекувањата на сите се дека црквата ќе биде осветена и пуштена во употреба на денот на Света Петка, 8 август 2014 година.